Утрово на наша покана ни дојдоа, како што кажав, Дејан Вазлевски и Маријан Митриновски, членови на доброволното противпожарно друштво Пехчево, за да можат да ни помогнат да ја разбереме огнената стихија пред се, бидејќи видовме дека и постојано коментираме и ние самите. Иако знаеме од мали нозе дека со огнот не се игра, сепак мислам дека не можеме да ја разбереме таа сила и таа брзина на ширење и таа опасност и што се всушност ги загрозува животите кога станува збор за пожар. Благодарам што сте тука прво. Благодарам и на вас за поканата. Не може би кажеме добро утро, бидејќи не е ништо добро овие денови во Македонија. Може би е добро, Јована, ако не ти пречи прво да прашаме како нив им изгледаш интервенцијата на нивните колеги и нивен став за сето она што се случуваше ноќта сабота према недела. Па како што контактиравме со колегите од Кочани, значи ноќта им била катастрофа. По повик од Доменке 2 и нешто. Колегите од доброволното друштво од Кочани излегле со 2 возила на терен што ги имаат. Кога стигнале таму било сликата ужасна. Така. Значи да гледаш своји луѓе, своји комши, роднини, сограѓани да ги извлачиш од огнот, ужас, катастрофа. Така. Колку време е потребно да во такви едни услови се прошири огнот, бидејќи сведоците велат за 2 минути, за 2 минути? Да, тоа зависи од материјалите со кои е изграден. Најверојатно таму е целата дискотека била со лесно согорлив материјал. Вистина ли е дека за само 2 минути може да... Толку, да. 2 до 3 минути може цел плафон да го снема. Така. Што е најголемиот ризик кога се станува збор за пожари на затворено? Што е тоа што, бидејќи, нели, дали топлината, дали чадот, дали да разбереме, нели, да сватиме од што всушност треба да се плашиме и да бегаме на време како? Да, во затворени простори ризик е, значи комплетно се и чадот, и топлината, и огнот. Значи имаме хемикали. Да. Материјалите ни се сите од хемикали. Вдишување на тешки хемикали, вдишување на чад. Во затворен простор кога вдишуваш и од дел од огнот го вдишуваш. Значи ги гориш дишните патишта. Воздух. Самиот брод воздух се грее воздухот во самата просторија и кога се вдишува, за тоа сега кажуваат, гледам и докторите и во Србија и во Бугарија, горните респираторни патишта им се изгорени на тие што го вдишале топлиот воздух. Да. Како што каже исто колегата, таму има такви хемиски материи што горат и тие се многу токсични за организмот. За разлика, ние по патот правевме една компарација, оти сме учествували и на шумски пожари и на пожари во затворен простор. Отров си отров, кога викаме, но различни се чадот од шумскиот пожар и различен е чадот во затворена просторија, во што има стиропор, повеќе потоксичен, повеќе гуши веројатно и човек. И затворен простор. Да. Сепак чат е чат, но има некоја разлика од шумскиот и овој во затворен простор. Она што мене ме интересира, бидејќи ова е најголемата трагедија во Македонија, кај сите луѓе, без разлика дали се новинари, водители, пожарникари, медицински лица, предизвика чувство на некаква си хуманост. Сега вие како луѓе сте хумани, затоа што вие во суштина сте доброволно пожарникарско друштво. Вчера отворив на интернет и видов дека Словенија е лидер во такви доброволни друштва, кои што многу вложуваат. Колку доброволни, вие сте во суштина луѓе што се работат друго, што сте се собрале заедно вака за поширокава јавност да биде јасно, сте се собрале заедно сами и сте направиле друштво. Не сте чекали на државата, не сте чекали на општината, на градот и така натаму. Колку во Македонија имате ли информација вакви луѓе како вас што решиле сами да... Да, моментално во Македонија има некаде околу 15 активни доброволни друштва. Доброволни зборуваме, добро. За активни. Пошто на хартија има повеќе, но само на хартија. Активни доброволни друштва има некаде околу 15 во Македонија. Тие дали се доволни за оваа територија? Не се доволни. Не се. А она што е интересно, и во Кочани има доброволно ваши колеги кои што учествувале во гаснењето на пожарот колку можеле.
Предпоставам дека Јована интересира како вие се сноѓате за опрема, за возила, бидејќи сте доброволно, вие не сте платени од општината или од државата, туку еве да речам, го ставате животот торбано, ама не за да биде пожарникар човек, освен што треба физички предиспозиции, овој шлем треба го купи некој. Како се сноѓате, што правите? Значи моментално ситуацијата многу тешка, пошто бидејќи од државата немаме никаква помош. Тоа е добро од се слуша, институциите, од институциите немаме никаква помош. Значи се што гледате еве на нас, ова ни е се донација. Така. Донација од локалните бизниси, од и од странство имаме, да, еве ние за жал воланскиот пожар што беше во Пехчево го изгубивме, единственото возило што го имавме за шумски пожари. И сега пред неколку месеци добивме навално возило, камион противпожарен, со помош на доброволното друштво од Свети Николе и операција Флорион од Велика Британија. Но кај нас во државата е комплицирано, системот е комплициран. За да добиеме ние донација, имаме донација од Велика Британија, на наше име да го ставиме возилото, директно да дојде на наше име, а донаторите ги даваа на доброволните, не на општина или на тоа. Ние мора да платиме данок за тоа возило. Така, кој што е нормално висок износ оглед на тоа дека тие возила се преценено многу скапи. И ние овде мора да платиме данок на државата. За подарок. Па тоа сакаме тие абсурди. Тоа е многу важно луѓе за да, значи подитно мора да се смени законот за пожарникарство. Така. Да се вметнат доброволните друштва, како што спомна Словенија, Хрватска, Австрија, ние тука. Вие сега воопшто не влегувате во законот? Има еден мал дел. Во законот? Во законот не има, но тоа е ништо. Не е регулирано како што треба. Ајде да истакнеме, Александар, бидејќи веројатно сега луѓето, ние сме новинари па знаеме дека постојат овие доброволни противпожарни друштва, но многумина кои што не гледаат сега не се свесни, веројатно и не помислиле. Но во Кочани, реално, освен доброволното противпожарно друштво, дали постои противпожарна служба? Да, во Кочани постои територијална противпожарна служба. служба. Значи, секаде на територија на Македонија има обврска и постојат? Нема секаде. Кај нас во Пехчево нема територијална противпожарна Оттаму и потребата да се формираат овие друштва. За тоа го и формиравме друштвото. Ние група од 6 луѓе. После големиот пожар во 2021 што ни се случи, го формиравме доброволното друштво, бидејќи немавме ниту опрема, ниту возила. Значи, додека територијалната противпожарна единица од Берово да оди во Пехчево, им треба пола сат минимум за да стигнат. И може се да извори ако е објект. Да. И за тоа го и формиравме тоа друштво. Значи, до сега функционираме безпрекорно. Рековте 6 мина кога го формиравте, а сега колку броите? Сега сме 30, што за Пехчево е супер. Огромна бројка, активни членови. Добро. Што за Пехчево е супер бројка и се собираме, дај да не претерам, ама за 7 до 8 минути сме на купците спремни за да тргнеме. За да може да тргнете. Сега имате ли возило, рече имате, така? Сега имаме едно навално возило, да, но ни се потребни, тоа возило е за урбан пожар. По територијата ние што ја покриваме, нам ни се потребни теренски возила. Така. 4x4 возила за шумски пожари. Може да искачи да дојде до... Во тој крај тоа е најголемиот ризик поради шумите кои што ги чувате, нели? И ги се обидувате, знаеме под колкав ризик сме за шумски пожари секое лето. Каква обука е потребна за човек да знае да се справува, нели, дали да биде, да стане, еве, можеби еден член на вашето друштво? Дејќи предпоставам дека мора да се умее со огнот, со опремата. Добро, да, као прво треба да е физички и психички подготвен за такво нешто. За предизвиците што следуваат понатаму. Обука вршиме ние на секој нов член се врши обука. Обично ние сме повеќе специјализирани за шумски пожари и на секој нов член им вршим обука. Сите членови има обука поменета од дирекција за заштита и спасување. Обука за шумски пожари, имаме помената обука за поплави
пошто делуваме и на тој дел. Да. Сега во мај треба да стигнат од Велика Британија, од операција Флорион, инструктори за пожари, значи пожарникари инструктори. Ќе имаме обука и од операција Флорион, од Велика Британија. И така се снаоѓаме и со обуките, исто како со опремата и со средствата, и со обуките се снаоѓаме сами. Се снаоѓате сами. Тука е клучното прашање. Може неблагодарно прашање, ама мора да се постави. Бидејќи не сте само вие што се жалите дека нема доволно опрема. Ние гледаме фотографии од некои стари противпожарни возила кои што не знам воопшто како се функција. Прашањето е дали доколку имало повеќе опрема во Кочани би можело да речам или немало шанса да нешто повеќе. Велам, не е благодарно прашањето, ама знаете од кој аспект ве прашам, тоа што ние овие 2 дена ви гледате вие и вести, и телевизија, и социјални мрежи, и министрот за внатрешни работи постојано вика институциите затаиле, за да не затаиме сега и кај пожарникарите. Така е. Дали е потребно стварно повеќе опрема на цела територија на Македонија? Мислам, знаете, испаѓа дека само на ова се штеди, а на се друго за се друго. Има пари, тој аспект прашувам. За опрема е и така. Во Кочани, да, знаете ли да? Во Кочани има сега територијалната противпожарна единица, не знам дали има 3 или 4 возила, немам. Тоа е максимум. Немам точна бројка, да, а доброволното има 3 возила во Кочани, од кој едното им беше во дефект. Сега не знам дали им е направено. Опрема е секогаш потребно да се има, зашто таа опрема при гасење се оштетува. И се троши. Опрема ни секогаш се потреби и за резерва да имаме. Така. За пожарникарите и професионалци и доброволци, значи мора да се обезбеди и лично заштитна опрема и возила поред конфигурацијата на терен, за да може да се реагира. Мислам дека еве се сетам почети кон Дејан и кон Маријан, они повеќе ја спомнаа Велика Британија во овој разворот кон Македонија реално. Така ли не е? Донација од Велика Британија, Мислам дека кажа, реално, таа е реалноста. И нема на мапата кога станува збор за институционално уредување воопшто, па ете потреба има и во законот да се променат нештата за да бидете опфатени да можете да. Да, затоа ако може само да кажам, затоа ние тие едно 15 доброволни друштва што сме активни, пред неколку месеци формиравме мрежа на македонски доброволни противпожарни друштва, бидејќи секое друштво само не може да успее да бара и финансии и промена на закон, да, и почна да функционира мрежата на доброволни противпожарни друштва. Овде бараме да се сега има најави дека ќе се мени закон за пожарникарство. Бараме да се сретнеме со представниците од влада, од министерства, за да им и ние да окажеме нашиот став. Да. Имаме убави примери од Словенија, од Хрватска, како е решено тамо со доброволците. Може ли сега да кажете некои примери? Како е решено, да знаеме, Што е она што првично го барате, да речем некои основни барања кои што се неопходни за да можете да функционирате и понатаму и да бидете што е можно поеднакви? Да, како прво во централен регистар да добиеме посебен статут. Моментално доброволните противпожарни друштва се водат како здружение на граѓани. Значи ние сме исто како здружение на кувари, на Па има и многу има и почудни здруженија. И почудни здруженија. Да, значи прво таму треба, од таму да се почне. Во законот да влеземе исто како сега не може да сме на исто ниво со професионалните пожарникари, но мора да имаме и ние некоја финансиска помош во опрема, за да може да функционираме. Бидејќи до сега функционираме за да си ставиме нафта, за да тргнеме на пожар од джеп пари си да. Да. Има ли простор за повеќе донации? Како да ги повикаме луѓето да на кој начин се донираат средства во доброволното противпожарно друштво? И тој е проблем. Да примат средства проблем. Не е проблем, значи имаме сметка што си функционира на доброволното. После пожарот минатото лето имавме пуштено по социјалните мрежи барање за донации, па од цела Македонија имаше луѓе што кој колку може донираше.
Добивме после тоа и чизми и Така. мал дел од лично заштитна опрема, но пак апелирам кој може да ни помогне. Ние се уште бараме теренско возило. Значи на нас ни треба теренски возила за да може да Одите на терен. одиме на терен во планините, за план, да. гасите. Кој донираше по, мислам дали тоа граѓани донира или имаше и компании? Имаше и компании и граѓани. Така. Значи сите донираат со државата, Па односно системот. Така испадна. барем да Така, бидеме реално. ефикасни, нели Александар, тоа е идејата. Да, Ако веќе треба да чекаме на законите и на државата, барем да нели бидеме поактивни и ние граѓаните со тие донации, но и Да. компаниите, луѓето кои што можат, она што им е најнеопходно велат теренско возило за почеток. Па Барем има, едно. агенција за одземени имоти има стотици возила што седат така. Тоа е добро решение реално. Има стотици возила. Не, ако сака се може, нема тука. Во И околните кои држави, пропаѓаат. во околните држави е регулирано возило кога се одземе и му помине процедурата трајно одземено, одма се дава на дали на пожарна, дали на полиција, дали на доброволци, На итна помош, да, на зависи итна какво помош возило, зависи од возилото. А тука кај нас ги паркира и со години скапува тека пропада. Ете тие они имаат дури нели идеја Ама како да имаат се искуство од реши други овој земји, вопрос. има Да. искуство од други, не треба да измислуваме топла вода. Ете ги возилата стојат по депоата, по паркингите. Да. Да. Добро, некој да ги земе поевтино, знаеме. Затоа ни се случува. Да. Сите Да. сме виновни. И Се ние сме заради тоа ни се виновни, случува тоа. И државата, и ние како граѓани, ние како медиуми. Вината е, се разбира, сепкупна. И затоа Јован имаше идеја да на вистина пред целата македонска јавност покажеме дека мора да ги менуваме работите секад. Да. Еве ние зборувавме дека овие лиценци дискотеки и клубови плаќаат по некои 10.000 евра за лиценца. Од тие 10.000 евра по лиценца, па може да оди нешто за противпожарни. Мислам, има механизми. Има многу мал механизми. милион, ама треба да се сака и да се седне и да се работи. Она што мене ме плаши, што вие сте си седнале меѓу вас, другари, пријатели, колеги, соседи, на доброволна основа сте направиле друштво и сега бирократијата ви прави проблем. Тука е проблемот во Тука е, да. Македонија. Во Македонија за жал е тоа проблем, најголемиот проблем. А волонтирате, без пари правите, без пари трчате, без пари Се одите. спречуваат и никулците нели на добрата Не без пари што мисла, вика на сами добрата давате пари Сами за даваме, нафта сами сега. да. Така, сами. Тоа не смее да се случи. Тоа не треба, реално. да се надеваме дека еве овој разговор првично ќе направи промена. Вие рековте дека сте умрежени сите друштва да. заедно и нема да се повлечете. Бидете активни и инсистирате на тоа. Ете, Додека сме живи и здрави, ќе го тераме. Не дай Идејата Боже ќе да ја сме терам. активни, ама не се повлачиме. Да, Значи, ако за се жал. активираме, ние значи се активираме за лошо. За жал, Маријан, гледаме дека тие времиња да веќе заминуваат, односно се повеќе имаме природни катастрофи, но еве и вакви катастрофи од човечки размери. Вие сте секогаш први, не само за пожари, рековте и поплави, Да. а и други катастрофи. Сите и професионалните пожарникари се оние кои што некако први излегуваат на терен во Па и со раќади не знам бингови. и се што. Во себе. Да, и веројатно на Пехчево сте и тоа како драгоцени што постоите како друштво и што ете има каде да брзо се действува, затоа што доаѓање на екипи од Берово или пак од Скопје, тоа знаеме Додека што дојдат значи од Берово или Скопје, временство. ќе те може завршена се работа. Гледавме фотографии, што паметите можеби како најголем предизвик за вас како екипа кога сте гаснеле пожари? Кој од пожарите или кои ситуации? Ситуации сме имале многу. Гледаме што повеќе да спасиме, например, кога сме и во шума, да не изгори еден дел. Што може едно стебло да се спаси и да остане. Така. Така сме сите. Таа одлука е донесена и така мора да е некаде. Кога идеме во урбан пожар, ја гледа сликата во хотел Манастир, кога бевме. Па таму се беше запали сега. во скоро. Да, бевме. Им помогнавме на територијалците од Берово. И таму се спаси доста, ако не се интервенираше на време, че го зафатеше и хотелскиот комплекс цел. За само изгоре ресторанскиот дел на хотел. И таму им помогнавме на колегите од Берово. Инаку опасна работа е. Да. Опасна работа е пред се со вдишувањето, потоа во урбани пожари паѓаат озгоре градежни материјали врз нас, еве, шлемот го носим за тоа да видите. Дека е и още Сериот е чукан, да. Да. И опасна работа. Бидејќи констатиравме дека државата нема слух или општеството сите ние, да не биде само државата, бидејќи државата сме ние. Вие сите сте луѓе кои што си имате ваша редовна работа. Да. Да. Па дали бар тие ваши
предпоставени собственици, газди, не знам кој кај работи, имаат разбирање дека може би утре нема да дојдете бидејќи сте каснеле. Да, до сега во наше постоење, Добро. значи и од луѓето, од членовите што се вработени во државно и во приватно, немаме проблем. До сега нема. До сега немаме никаков Е, проблем. па тој е бар за пожар. Значи, Сепак кога останува има бар за повик пожар. за пожар, сите се ослободени. Сите. Не е правено проблем до сега. И во За приватен и во тоа. државен сектор сите сме ослободени. Да, тоа е добро за ете за поздрав, Да. Јован. Како ова ваше херојство, ние така ќе ве наречеме, бидејќи самите не можете, но навистина сте херои на модерното време со оглед на тоа дека први и несебично одите буквално во кризата, во она што може да го загрози пред се и вашиот живот, но за да го спасите, дали шумата, дали животите, што и да правите. Како ве перцепира околината? Дали ја имате онаа почит и Во Пекчево имаме. Да. Во Пекчево имаме, да. А не само во Пекчево, во цела Македонија. Цела има. Македонија, да. бидејќи ние ви се поклонуваме, Значи, слободно можеме така да кажеме. Па е, минатото лето бевме скоро на сите пожари во цела Македонија и имаме благодарници од секаде кај што бевме. И сега, ако идеме во Неготино, бевме 5 дена на серта на пожарот. И сега, ако идеме по улица, не сретнат, не поздравуваат. Во Мариово бевме. Така. Значи, на сите пожари сме активно вклучени цело време. А што вели семејството? Пријателите се плашат ли? За нив не е. Не е добро. Веројатно не е таква. Како гледа на телевизија, знаат тоа ти е опасно. А и ние сме им објаснували, ама се уз нас, секогаш се уз нас. Да, имаме подршка. Има голема подршка. Мора да имаме подршка. И најбитно е фамилиите. таа подршка. Да. Така. Сепак ви треба целосна, нели, како што кажавме, да неуморни сте, рековте, не застанувате тука, само да се нема променат застан. нештата, за да можете во барем подобри услови, нели, да го правите сето тоа. Да. Овој разговор го направивме со цел прво да ви кажеме на големо благодарам на вас. А преку вас 20 ден се заблагодариме на сите ваши колеги кои што беа и на лице место во Кочани, на сите ваши колеги низ цела Македонија кои што виделе многу ужасни работи, кои што спасиле многу животи, кои што спасиле многу објекти, шуми, планини, пасишта, а кои што за жал нити се доволно медиумски застапени, и секојаш треба се случи на ваква трагедија за да ви дадеме некое мало внимание и признание, но да се надеваме дека и ние ќе научиме, како и властите, институциите, дека сте ни потребни 365 дена во годината и од името на гледачите ви благодариме што бевте заедно со нас. Ви благодариме и Благодариме на вас. на вас за вниманието и за поканата. Сакав само едно кратко, бидејќи немаме време, а многу важно прашање кое што пропуштивме да го поставиме, во однос на оние ПП апарати, на снимките кои што кружа од пожарот во Кочани, видовме обид за гаснење на пожарот со ПП апарат. Колку се реално тие ефикасни, бидејќи пожарникарите сепак гаснат со вода? За на време кога за помал пожар, помал обем, се ефикасни. Така, значи Секојаш кога се Само- фати на време е се. Само колку што гледав и читам, во цела дискотека имало само два ПП апарат. Тоа е тоа не е доволно катастрофа. на најмала